120 пратеници и собранискиот спикер добија термин за вакцинација во Х1 арената Борис Трајковски. Тие се последни во така наречената критична инфраструктура што ја прими првата доза од руската вакцина Спутник. Иако првично добиле најава дека имунизацијата ќе се врши со вакцината на Pfizer, под притисок на јавноста, здравствените власти одлучиле пратениците да не бидат привилегирани и да ја примат вакцината од Московскиот институт Гамалеа. Дел од нив беа бесни на Филипче, зошто ги ставил пред свршен чин, без да им најави оти има промена на планот за вакцинација. Од Facebook не се граде политика. Ако некој напишал дека пратениците се привилегирани, ќе одат на се вакцинират со Pfizer и сега менува министрот, не, ќе одете на Спутник. Мислам дека катастрофална ситуација. Председателот на собранието Џафери вели оти сите пратеници добиле термин за вакцинација, но секој од нив доброволно ќе одлучил дали ќе ја прими вакцината. Џафери очекува парламентот да се врати во полн состав до крајот на мај. Ќе овозможи посоодветна работа на собранието и се надевам од втората половина на мај да се врати нормалниот начин на работа на собранието, секако почитувајќи ги и понатаму процедурите и протоколите кои што се воспоставени со одлуките и со мерките кои што се превземаат од државните надлежни институции по ово прашање. 26.000 дози од вакцината на Pfizer во Македонија ќе стигнат во месец мај, најави министерот за здравство Венко Филипче, или пооколу од 5 до 7.000 дози секој понеделник. Дополнително, следната недела се очекуваат и 200.000 дози од кинеската Sinopharm, со што и официјално ќе стартува долго најавуваната масовна имунизација. И вакцинацијата со таа вакцина ќе започне во вторник, непосредно после завршувањето на великденските празници. До тогаш ќе бидат сите спортски сали и училишни сали во сите 6 градови спремни, салата во Охрид е веќе спремна до понеделник, односно вторник и сите останати, во останатите градови во Штип, во Куманово, понатаму во Битола, во Тетово и во Кавадарци, ќе бидат спремни и опремени и со потребните фрижидери опрема и со кадар од соодветните здравствени домови за да вакцинацијата започне согласно распоред. Во моментов на вакциналните пунктови се трошат последните 5.000 дози од вакцината на AstraZeneca, како и 1.000 дози од кинеската Sinopharm, донација од Обединетите арапски емирати. Се вакцинираат повозрастните граѓани, а според податоците од сајтот Вакцинација МК, за имунизација чекаат уште 150.000 граѓани.